Од партијата Дом на прес-конференција предложија неколку мерки против аерозагадувањето, изголемувањето на зелените јавни површини. Покрај предложените и административно процесуирани предлози за изградба на паркинзи на влезовите во градот, сметаме дека добредојдено ќе биде ако на истите тие влезови се изработат и армионо-бетонски корита во кои што сите автомобили што влегуваат во градот ќе може да ги мијат своите проаѓајци, да ги мијат своите тркала, пневматици. Знаеме дека ова малку чудно ќе изгледа, меѓутоа не е толку чудно за општина во која што многу тешко се наоѓаат пари за инвестиции во комунална опрема, па 30 години општината никако не успева да купи две нови цистерни за вода. Од оваа партија прокоментира и последната најава на владата за изградба на жичницата Тетово-Попова шапка. Да се позанимаваат со конкретни решенија и активности на шапка, како што пример би бил да во во буџетот за наредната година владата предвиди барем половина од средствата за жичарата, со кои што би се направиле површински паркинзи и комплетно би се смениле сите жичари и ски лифтови на Попова шапка. Ако тоа се направи, тогаш тендерот може многу брзо да се распише, да се избере изведувач и за наредната сезона да се овие ски лифтови и жичари изведат, па сите заедно да бидеме горди на еден возобновен и конкурентно напреден ски центар за идната сезона. Инаку најавата за изградба на жичница Тетово-Попова шапка е резултат на физибилити студијата за развој на центарот, која беше презентирана неодамна и која понуди 7 опции за иднината на Попова шапка.